Почитувани сограѓани, повод за денешниот наш прес е одржаната 24-та седница на Совет на општина Гевгелија завчера, во вторник, 30 септември. На самата седница беа изнесени голем број невистини од страна на градоначалникот, околу полугодишниот квартален извештај за кој сакаме да проговориме, а воедно и да запрашаме за одредени работи. Прво, остварувањето на приходи на основниот буџет се мали, за половина година 22,5%, а капиталните расходи учествуваат со 23% од вкупните расходи направени за половина година, што е далеку од развојната компонента на буџетот и потикнување на локалниот економски развој на општината. Околу приходите, се правдате дека имало избори па до 20 јуни, кога е формирана владата, не сте можеле да објавите продажба на неизградено градежно земјиште. Лага или незнаење, па изборите за председател на државата не беа вонредни, а неговата инаугурација беше на 20 мај, месец дена порано. Тоа требаше да го предвидите лани, кога го носевте буџетот за 2014 година. Околу расходите, како е можно во време на избори, председателски и вонпарламентарни, кога со закон е забрането користење на општински пари во функција на избори, вие да потрошите 39 милиона денари на име капитални расходи, а да не беа во функција на изборите? Или за вас од ВМРО-ДПМН законите се тоалет хартија? Околу висината на основниот буџет, нашите тврдења за плафон од 100 милиона денари се до 1 јули 2012 година, дата кога го презедавте од државата управувањето со неизграденото градежно земјиште. Ако се распродавате, како што ви тргнало, ќе направите дупло поголем основен буџет, не се сомневам. Но не заборавајте, градежното земјиште е ограничен ресурс, а тие што ќе дојдат после вас, ќе нема што да продаваат. А барем парите да одат за решавање на некој крупен проблем, како што е квалитетот на водата за пиење, а не за партиски тендери, кои на првиот поголем ветер или дожд си ги покажуваат пропустите заради квалитетот на изградбата. Пред некој ден го продававте земјиштето позади Стопанска банка за околу 30.000 евра. Таму ќе никне стамбена зграда, а газдите кои го купија земјиштето деновиве беа во посета на Гевгелија со джип од 50.000 евра. Колку за споредба? Господине Франгов, за разлика од вашите советници, кои ви се чудаат од каде ги наоѓате парите и ви советуваат да градите и се колнат, дека нема да ве прашуваат за ништо, ние од СДСМ постојано ќе ве прашуваме, ќе бараме отчет каде ги трошите нашите пари на граѓаните на општина Гевгелија. И сосема за на крај, на завчерашната седница се случи преседан, незапамтен во работењето на Совет на општина Гевгелија. Денес е 2 октомври, втор ден од четвртиот квартал, а ЈПД Комуналец Гевгелија се уште нема доставено финансов извештај за вториот квартал. Да не им фалат вработени кои треба да го изготват извештајот. Или е во прашање внатрешпартиска пресметка за директорско место, која кулминираше со неизгласување на финансовиот извештај за првиот квартал на претходната седница од мнозинството советници. Господо од власта, тоа се ваши работи. Граѓаните тоа не ги интересира. Нив ги интересира зошто по населените места добија повисоки сметки за вода, а Комуналец не им ги пружи истите услуги како на граѓаните од градот. И каде се трошат нивните пари? За партиски вработувања, за изгубени судски спорови или за нешто друго? Прашања многу. Јавноста чека одговор лично од вас. Но овој пат ве замолуваме со конкретни одговори и без бегање од темата. Благодарам.